Ребалансот на буџетот на администрацијата ќе ја обезбеди К15, но не и покачување на платите. Измените не предвидуваат пари за бараното линеарно покачување од 2806 денари, истакна денес министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Барањето од 2806 не е предвидено во новиот ребаланс, затоа што зборуваме за градење на систем. Влезено е во ребалансот К15 за 2022 година, што не го барат синдикатите, а ние велиме ќе обезбедиме К15, нова методологија која што ќе се применува од 1.1.2023 година. Според Тренчевска, покачувањето на платите во јавната администрација е нешто што треба да се реши трајно, не со еднократни линеарни суми, туку со јасно утврдена системска методологија. Треба да имаме системско решавање на прашањата, да немаме адхок решение, туку градење на систем кој е трајно и одржливо, а токму тоа и го нудиме новата методологија, која што ќе значи постојан раст на платите на јавната администрација и која ќе го следи растот на инфлацијата и растот на просечната плата во државата, нов закон за плати во јавната администрација и нов колективен договор. Од друга страна, синдикатот најави колективна тужба и меѓународна поплака против државата за непочитување на колективните договори и линеарно покачување на платите. Оттаму најавија дека, откако институциите немаа слух за линеарно покачување, сега ќе бараат усогласувањето да биде процентуално, односно по 18% за сите, од хигиеничар до председател на државата.